Голема раздвиженост и приполни сместувачки капацитети. Дојран ја отвора сезоната за великденско-првомајските празници. Гости од цела држава се пристигнати, а голем број очекуваат и во текот на следните 2 дена. Од општината велат дека поучени од ланските искуства, ангажирале голем број редари доколку има потреба да им се укажува на гостите на почитување на мерките. Па секако како туристичка дестинација мора да сме подготвени и за вакви празници, посебно во услови на пандемија COVID-19, каде што веќе оваа година сме побогати и за минатогодишното искуство, така што сме поготвени, веќе на терен се и комунални редери кои што добронамерно ги насочуваат посетителите да ги почитуваат пред се мерките и протоколите, и заради нив, но и заради спречување на ширењето и отварање на ново жариште од ширење на вирусот, така што мислам дека во моментов е под контрола ситуацијата. Дојранчани велат дека се подготвени за сезоната по протоколи. Ристо Хаджитошев нуди прошетка со кајче по Дојранското езеро. Се радува на првите тури овој викенд. Па да, обично поутрото и денот се познава, така да ние у Дојран, каков ќе ни биде мајот, таква ќе ни биде и цела сезона. Та трае некаде околу пола сат. Значи се оди на таа страна, према оваа што е приватната плажа Фуктак, од таму се креаме горе према границата, се прави крупче и се враќаме назад. И задоволни се? Да, презадоволни се гостите. Ако некој изрази желба да се наполне водичка одгоре, чиста водичка, ќе се напуне водичка и тоа е тоа. Полни се приватните вили и хотелите во Стари Нов Дојран, но и во селото Николик, кое е сместено на Дојранскиот брег. И годинава, како и лани, првомајските и великденските празници во Дојран се во ковид услови, но токму поради пандемијата и затворените граници, тука се очекуваат десетици илјади туристи. Доколку се отворат границите на средината од мај, како што се најавите, Дојран ќе чека и гости од околните земји, кои се редовни посетители на пат кон Грција.